Почитувани и добродојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Ви ја честитам новата 2025 година, ви ги честитам божикните празници, се надевам дека во 2024 ја оставаме зад нас, ќе ја паметиме некој поубаво, некој помалку убаво, меѓутоа предизвиците престојат и во оваа нова 2025 година. На самиот старт, пред да го најавам нашиот гостин, еве чисто колку за увертира, ќе говориме на тема осигурување, осигурителен бизнис, што е исклучително важно, барем кога се во прашање граѓаните на нашата држава. Поздрав до Форма Нова, formanova.com.mk нашите пријатели за амбиентот кој што го имаме. Поздрав и до Ангел Тренд за новогодишниот амбиент кој што го имаме овде во студиото. На Форма Нова, салонот е во седиштето, односно во комплексот Годел, имаат своји салони во Штип, и во Прилеп, и во Куманово, а Тренд Ангел секако го имате освен во Охрид на 3 локации, на големиот хом центар го имате исто така и во Скопје, големиот салон или големиот хом центар кој што ќе се отвори во строгиот центар на градот, некаде Карши Беко полициската станица. Реков на почетокот, во ова издание на Бизнис муабети на Фактор МК во новата 2025 година говориме за осигурителниот бизнис. Велам добре дојде и среќни празници за нашата гостинка, почитуваната Вилма Учета Дузлевска. Добре дојдовте, среќни новогодишни и божикни празници, или прво кај вас среќни божикни празници па новогодишни. Добре дојдовте во Бизнис муабети. Ви благодарам за поканата и најпрво би сакала на сите ваши гледачи да им посакам среќна и успешна нова 2025 година, да си посакаме да имаме добро здравје, среќа, береке, да ни еве и оваа нова година успешна на сите. Едно кратко интро, која е Вилма Учета Дузлевска. Овде беше прв човек на Кроација осигурување, денес е прв човек на Триглав осигурување, меѓутоа во Хрватска. Тоа е тој трансфер од Македонија во Хрватска и тамо живеете, предпоставам, преселени сте во Хрватска, во Загреб. Ние искористивме можноста додека сте овде во Македонија за време на празниците, на католички Божик, на новогодишните празници, па ако сакате и овој православниот Божик, да поразговараме малку за осигурителниот бизнис. Да ви се заблагодарам на поканата. Секогаш ми е убаво кога ќе дојдам во Македонија. Која е Вилма, 16 години веќе во осигурителен сектор на, да кажам, предсе на возачките позиции, убави 12 на години поминати во Кроација осигурување, прво во компанијата за животно осигурување, потоа во компанијата за неживотно осигурување. По некои логични расплети, да кажам, и јасно некаков тек во кариерата, се одлучив за нова компанија. Пред 4 години преминав во Триглав осигурување, компанијата за животно осигурување овдека во Македонија. А веќе година и половина живеам во Загреб, во Република Хрватска. И таму сум председател на управниот одбор на Триглав осигурување Хрватска. Тамо нема животни, неживотни, тамо е цела групација. Сега тоа малку делува, вие што сте во тој бизнис, знаете животно, неживотно, ние лаички не предпоставуваме, тука знаеме што е животно, неживотно, но мој впечаток е дека граѓаните овде кај нас, не знам како е во Хрватска, можеби можете да направите паралела, дека ние не сме доволно едуцирани или информирани кога е во прашање осигурувањето, не знам дали ќе се сложите, меѓутоа ретко кој го сваќа осигурувањето како инвестиција. Освен, како велиме, кога ќе ни згусти, кога нешто ќе се деси, тогаш сите стануваме свесни. Кога ќе се случи некоја непогода, и првото прашање, па од мало дете до највозрасно е дали е осигуран, дали го осигуравте домот, дали ви е осигурано возилото и така натаму. Дали го делите истиот впечаток дека не сме доволно информирани, дека не знаеме дека осигурувањето е инвестиција, или на крајот од денот и животниот стандард го прави своето? Или од сепо нешто? Јас би рекла дека најголема улога може би има и животниот стандард. Низ теков на годините, ако погледнете, осигурувањето кај нас забележува двоцифрени стапки на пораст. Потребата од осигурување се зголемува,
гледаме дека и голем дел и од граѓаните, па и од бизнис секторот, постои јасно за осигурување, меѓутоа пак би кажала дека животниот стандард некако си го прави своето. Кога би можела да направиме некаква паралела, факт е дека ние како земја сме доста неразвиени во поглед на осигурувањето. И тоа кога ги погледнете сите показатели, кога би се споредиле дури и со земјите во окружувањето, Македонија се уште, да кажеме, е на дното по стапка на осигурување, било да гледаме како степен на густина во осигурување или степен на пенетрација. Чисто една ваква споредба. Значи, во Македонија се издвојуваат 20 до 25 евра по жител за животно осигурување. Во Хрватска оваа бројка изнесува негде 100 евра, во Словенија негде 400 евра. Чисто само да ви дадам една споредба. Колку е во Словенија? Во Словенија околу 400 евра. Значи 400 евра по глава на жител е стапката на животно осигурување. Во Србија некаде 35 евра по глава на жител, Босна дури има повисока стапка отколку што имаме ние, меѓутоа тоа би требало да го гледаме малце низ една оптимистичка призма, би кажала. Тоа значи дека кај нас сепак постои една голема можност за дополнителен развој на животното осигурување од една страна, а имајќи во предвид дека слични се состојбите и во неживотното осигурување, сметам дека навистина имаме големи потенцијали. Што е животно, што е неживотно? Животно осигурување е осигурување на живот, значи на индивидуа. Под неживотни осигурувања потпаѓаат сите оние класи што не се поврзани со осигурување на живот. Значи, осигурување на возила, здравствено осигурување, осигурување на имот, осигурување од одговорности и така натаму. Намерно го прашав ова. Логично е што е животно, што е неживотно, но ако правиме дека ова е сплет на се она што го набројавме, меѓу другото и стандардот. Вие во Македонија имате, се не знам дали е тоа одговорност или како да го наречеме, вие имате или недоволна информираност. Значи, имате луѓе кои што ќе купат скап автомобил, меѓутоа нема да го осигуруваат каско. Тие што имаат скап автомобил, скоро 90% се одлучуваат да го осигураат, бидејќи се нели свесни за вредноста на возилото и така натака. Меѓутоа, оние што немаат, да речам, толку скапо возило, сепак повторно се враќаме на стандардот, тие изгледа размислуваат 2-3 пати дали да го осигуруваат своето возило. И тоа е сосема погрешно. Често се случува кога ќе се јави, кога ќе дојде до штета, да луѓето едноставно сваќаат што пропуштиле, а пропуштиле можноста која со помал износ на средства може да се плати за да се надомести, да кажам, таа штета која што им се појавила. Ние од секојаш сме биле не едуцирани, ми е прегруб збор, меѓутоа од секојаш сме имале ваков однос кон осигурувањето, говорам како народ, затоа што осигурувањето е гранка која што постои не поприлично, туку постои одамна. Значи, тоа постоело и во оној поранешен систем на СФРЈ, каде што, како се викаше, не знам тогаш, доста појма како беше, но дали на луѓето им беше оставено тоа да го прават оние компании или фабриките во кои што работат, знаете, околу они дел на информираност и неинформираност. Да. Вие инсистирате на информираноста. Да. Како се пресече, претпоставам се служувате, бидејќи бројките тоа веројатно го говорат, окей, животниот стандард, меѓутоа на крајот од денот затоа велам ова е инвестиција, но не е трошок. Јас сум во осигурувањето 16 на години и ако можев со вас да негде се сложам дека информираноста може би клучна пред 12, 13, 14 години, поготово кога почнувавме на пазаров да го развиваме животното осигурување, а не животното веќе имаше некаква премија во тоа време од 60-70 милиони
евра. Со текот на времето и институционално се направија многу чекори да порасне информираноста на граѓаните. Значи, и во двете класи на осигурување, прво компаниите беа тие кои што навистина направија големи напори за да осигурувањето почне да живее како секојдневие, а посебно во поглед на осигурувањето на живот, со вклучување на банките како интермедијари во продажба на животно осигурување, производите едноставно допреа до секој граѓанин. Одлуката дали некој ќе се одлучи да купи осигурување, во денешно време зависи прво дали мора, дали во животното осигурување, ако одите да земете кредит, најголем дел од банките денеска ќе ви дадат подобри услови за кредитирање ако земете животно осигурување. Значи, затоа велам ако мора, а друго, не би ја намалувала вредноста на степенот на информирање на граѓаните, затоа што мислам дека тука во изминатите години се направени навистина исклучителни чекори. Па дури Агенцијата за осигурување од нејзиното основање таму во 2009 година, мисля чини, до денеска навистина направи големи чекори прво во обезбедување на една стабилност во поглед на транспарентноста, затоа што и транспарентност има што е тука клучна улога, граѓаните да се доволно запознаени што купуваат, како купуваат, да се сигурни дека кога штетен настан ќе се случи, ќе бидат и обештетени. Односно, генерално би заклучила дека од тоа каде бевме пред 15-16 години, каде сме сега, навистина сметам дека во поглед на информираноста се направи доста. Да, тоа е несомнено, дека е евидентен тој исчекор, меѓутоа како да стигнеме до оно ниво кое што го говорите, еве Хрватска и Словенија. Колку 100-400 евро по глава на жител? Па тоа е секако во корелација со стандардот, со животниот стандард, износите на бруто домашен производ. Вие кога ќе видите учество на осигурување во бруто домашен производ, како се движи кај нас и како се движи, да речеме, во Хрватска и во Словенија, јасно е дека тоа е сплет на околности. Не е занемариво што осигурувањето кај нас расте двоцифрено секоја година. Оваа година, последните податоци што ги погледнав, животното осигурување расте преку 20%, неживотното осигурување исто преку 13-14%, така да се движиме напред, меѓутоа има уште доволно простор. Добро, тогаш е добро што стрелката врмоди нагоре. Да, во однос, сега ние го говориме, вие го говорите од една страна како бизнис, јас го говорам како конзумент. Иако евидентен е еден тренд, особено кој она неживотно или здравствено, ако сакате приватно здравствено осигурување, тој тренд е поприлично незаприличен, барем овде во Скопје и веќе генерално сите говорат за тоа. Триглав во Загреб е една од најголемите, ако не се лажам, ќерка на голема компанија ќерка во групацијата. Бројките ќе ме исправите: 100 милиони евра годишна премија и преку 250 милиони евра средства под управување, 570 вработени, 9 подружници, преку 70 продажни уреди низ цела територија на Република Хрватска. Ова се импозантни бројки? Ова се соодветни бројки за степен на развиеност на хрватски пазар. Триглав Хрватска е најголема фирма ќерка на заваровалница Триглав од аспект на капитал и средства под управување. Од аспект на премија оваа година перјаница компанијата во Србија. Меѓутоа све ова што го споменавте е резултат на 56 годишно постоење на Триглав како бренд на хрватскиот осигурителен пазар. Значи дефинитивно е компанија ќерка со, да кажем, со најголема традиција интернационално.
Во Хрватска имаме некој удел на пазарот од 6-7%, 14 компании за осигурување, силни европски брендови. Меѓутоа, она што е клучно дека во Хрватска навистина Триглав може да биде горд и од аспект, да кажам, на еден добар традиционален однос што го негуваме со осигурениците и од аспект на поставеноста на пазарот. Голем е импутот и особено оној економски момент на влегување кога е Триглав во прашање. Ние го споменавме, ја споменавме Хрватска, меѓутоа тие имаат и представништво буквално на секаде во овие бивши ју држави, ако можам така да кажам, нешто што веројатно за македонски компании е тешко достигниво. Би кажала дека не е тешко достигливо. Ние имаме компании кои што добро се шират интернационално и покрај тоа што се согласувам дека е мал бројот. Триглав како групација е најголема групација во Југоисточна Европа, осигурителна и пред се е фокусирана на бившите ју простори. И они се агресивни во позитивна смисла на тоа со канцеларије, говоревме за Хрватска. Да, иста е ситуацијата и во Србија, има баш широка дисперзија, да кажам, на продажна мрежа низ цела територија во Босна, во Црна Гора. Секако не е занемарливо и позицијата на Триглав осигурување на македонскиот осигурителен пазар, бидејќи покрај тоа што сме присутни со компанија за неживотно и животно осигурување, пред неколку години Триглав влезе во Македонија на пазарот на пензиски фондови со друштво за управување со пензиски фондови. Тоа е веќе нов момент. Зашто се решавате за еден таков исчекор од Македонија во Хрватска? Кариера, во прашање, нови предизвици? Гледате, значи... Зашто прашувам? Да. Нели, фамилија треба да однесеш деца, па во училиште, па тие ќе се во некоја специфична возраст, предпоставам, каде што треба нови другари, нови другарки да наоѓаат. Чекорот беше навистина тешка одлука. Можеби една, да кажам, од најтешките одлуки во цела моја професионална кариера. Меѓутоа, после 12 години на чело на осигурителни компании на македонскиот пазар и оставени, да кажам, две компании позади себе од почетоците, па едната достигна позиција лидер на пазар, другата, зборувам за Триглав живот, значи од основање до периодот додека заминав, навистина имаше 4-5 пати скоки и во премија за екнување на капиталот и така натака, така да сметам дека мојот професионален придонес на македонскиот пазар го дадов и сметав дека не постоеше одредено подрачје кај што можам повеќе нешто да дадам или да создадам тука. Логичен чекор беше унапредувањето и заминувањето во Хрватска, затоа што сепак таа компанија е 10 пати поголема од било која компанија за осигурување овдека во Македонија. Предизвикот беше уште поголем, зашто Хрватска како членка на Европска Унија работи под сосема поинаква законска регулатива. И да кажам, целиот сплет на околности, еден голем напредок во кариерата беше пресуден да се одлучам на тој чекор. Сега, другата страна на медалата има и беше... приватност. Да. Од тој аспект одлуката беше навистина тешка, затоа што мајка сум на 2 деца кои што имаа создадено тука убав социјален живот и навистина беше предизвикувачки да се спакуваме како фамилија, значи сопругот и децата, да си го оставиме животот тука, да оставиме све што создадовме заедно сите изминати години и да почнеме, што се вели, од нула.
кога дојдов таму, предизвик беше прифаќањето од аспект да кажам на корпоративната култура во компанијата, бидејќи сепак им доаѓа странец, за нив странец, Вие сте како потекло имате корени хрватски, ама за нив странец да, секако. Да. Од друг аспект ни беше потребно сигурно 1 година за децата да се привикнат, и ние да станеме свесни, да кажам, за целото окружување. Сега веќе после година и половина, можам да ви кажам дека сме задоволни со чекорот што го направивме. И сега веќе влеговме во помирни води, значи и во фамилијата немаме веќе толку предизвици. Децата се навикнаа, меѓутоа еден стварно, да речам, исклучително тежок процес. И знам само за уште 2-3 примери од земјава кои што можеби направиле таков чекор, меѓутоа еве за сега сите се позитивни. Супер. Господја Учета, има ли пари во овој бизнис? Има пари. Секако ако нема пари, бизнисот нема ни да постоел. Во Македонија осигурувањето на годишно ниво во добри години може да направи некакви од 3 до 5 милиони евра профит. Во Хрватска, например, како за споредба, во добри години, зборам добри години, кога нема масовни штети, каде што компаниите забележуваат и загуби во работењето. Меѓутоа, во Хрватска на годишно ниво профитот се мери од 80 до 100 милиони евра. Ајдете ми Словенија? Таа е приближно барем по население како нас? Видете, во Словенија само заварувалница Триглав, значи нашата матична компанија оваа година има проекции на профит од 130 до 150 милиони евра. Само Триглав? Само Триглав. А други има тамо што циркулира? Има. Секако дека има, меѓутоа лидер на пазарот во Словенија заварувалница Триглав. И на вистина бројките што се остваруваат се импозантни. 130 милиони евра годишно профит, и тоа во услови кога барем ние гледавме за оние поплави кои што се случуваат и кои што ја зафатија Словенија, тамо претпоставуваме да не беше тоа, веројатно ќе одеа и бројките уште повеќе, или? Поплавите беа изминатата година и токму поради тој штетен настан групата искажа добивка негде околу 15 на милиони евра изминатата година. Тоа е 2023. 2023. Проекциите за оваа година се од 130 до 150 милиони евра и за тоа споменав во добри години. Ние сега тука зборуваме за ситуации кога осигурителите не се погодени од некои масовни катастрофални штети, меѓутоа другата страна на медалата, да кажам со едноставни зборови, потребно е кога компаниите имаат добра година позади себе, акумулираат капитал. Затоа што доаѓа година кога ќе се искажат големи загуби, токму поради покривање на тие големи масовни штети. Господин Чета, неверојатна ми е ова дискрепанца во Македонија од 3 до 5 милиони евра годишно, во Словенија само Триглав е 130 милиони евра годишно профит. Сега, како е кај осигурителните компании? Ја не говорам не животно, значи јас све ставам на купче како вие Триглав. Например, што се прави со профитот? Сега, знаете, тоа се големи суми на пари, каде што да е некоја фабрика, ќе кажам, вие, окей, дел од добивката се трга, настана не земаме кредит, ја реинвестираме. Што би правила една осигурителна компанија со волкав профит? Ги складира парите, може би дели дивиденди или не знам што. Како оваа добивка се реинвестира, предпоставам, така? Не завршуваат, знаете, кај нас како се научени луѓето кога ќе слушнат профит, 130 милиони евра и тоа е сума вака. Значи, дел од профитот, секако и според законска регулатива, оди во резерви за сигурност. Значи, компаниите имаат обврска профитот
да го претвараат на некој начин во акумулирана добивка за да јакнат нели средствата на компанијата. Меѓутоа сите силни компании осигурителни, европски, светски, јасно е дека котираат на берза и јасно е дека имаат обврска да поделат и дивиденда на своите акционери. Мислам дека тоа е нормален процес секоја година, така да одговор е дека дел се дава на акционерите, а дел се чува како резерви на сигурност. Тоа е задолжително законска обврска или одлука на групацијата на компанијата? Резервите на сигурност се и законска обврска. Има ли претпоставувам дека има, вие во еден дел и начнавте, тоа што се земи во Европската унија, тие функционираат поразлично од ние кои што сме на патот кон Европската унија или не сме во Европската унија? Различна е регулативата. Едноставно, ние сме под режим на така наречен солвентност 1. Што значи тоа? Значи дека пресметката на капиталот и сите параметри, да кажам, на компанијата одат по одредени формули што се држат до квантификација. Сега, солвентност 2 е нов режим, Европска унија вика тоа не е доволно, за да работите на подрачје на Европска унија треба да поминете на регулатива што е малку посложена. Што таа регулатива значи? Значи, покрај ние што капиталот ќе го пресметаме квантитативно, режимот на солвентност 2 бара исполнување на определени квалитативни услови. Прво во поглед на управување со ризик, потоа во поглед на воспоставување на систем на корпоративно управување кое што адекватно и навремено ќе може да ги измери сите ризици што осигурителната компанија ќе може да ги има. Значи, сосема два различни режима. Солвентност 2 е доста посложен режим. Република Македонија треба во следниве години да направи доста чекори кон имплементација, да кажем, и примена на тој режим и мислам дека тука ќе треба доста на двојката? Да се потрудиме. На двојката? На двојката. И од аспект на законска регулатива и од аспект на приспособување на компаниите за осигурување на таа нова законска регулатива. Тоа е повеќе, сега тоа како, јас сега со народски речник, тоа е не удар е прегруб збор, но дополнителен издаток за компаниите или не знам како да го дефинирам. Дополнителен издаток за акционерите на компаниите. Тоа не е никаков издаток за осигурениците. Не, за осигурениците не, за компаниите за акционерите на компаниите, затоа што пресметката на капиталот оди на доста посложен начин и вклучува доста повеќе компоненти. Значи, секогаш при историјава блиска ни покажала дека при применување од кецот на двојката секогаш имало потреба од дополнување на капиталот. Значи, удрени се сопствениците. А зашто се инсистира на дополнување на капиталот? Заради големите, што ја знам, непогоди кои што се случуваат или не знам како се размислува? Заради зголемување на сигурноста. Се обидувам да направам паралела, иако е несоодветна паралелата, бидејќи живееме во турбулентни времења генерално во светот и сега, ако ги гледате американците, тие ќе ви речат зголемувајте го војниот буџет и сега се обидувам да направам паралела на ова, зголемувајте го и вие буџетот, и јас сега одам на климатски промени. Сега можеби и тотално лаички говорам, меѓутоа се обидувам да нема логика во тоа зголемување нели на оној сигурносен дел, бидејќи ние гледавме што се случуваше во Германија, какви невременји непогоди фаќаат и затоа сакав да видам како функционира тоа во Европската унија, бидејќи таму се тотално други правила. Ако вие погледнете, посебно во поглед на финансискиот свет, на секои 3-4 години се вади некој стандард кој што е нов и кој што на некој начин треба да ги испегла недостатоците на претходниот и тоа е нормален процес. И во банкарскиот
сектор во поглед на управувањето со инвестициски да речам фондови во погледот на осигурувањето. Значи, нормален процес е унапредување на стандардот на известување и на методологијата на пресметка. Режимот на Солвентност 2 е создаден само да го подобри режимот на Солвентност 1, далеко од тоа дека кецот, како што велите вие, не е со одветен. Компаниите во Македонија се адекватно капитализирани. Сите параметри покажуваат дека имаат едно работење, да кажем, стабилно. И навистина сметам дека македонските граѓани треба да бидат сигурни и од аспект на носење на одлука за осигурување, а и од аспект на обештетување. Евидентно е дека тој дел барем во Македонија е регулиран, сакате законски, сакате и со на супервизија агенцијата, нели ја споменавме дека ние имаме некаков исчекор кога е во прашање тој осигурителен бизнис и кој е сега следниот чекор што ние треба да го направиме за да се доближиме до Европската унија. Ние сме поставени колку државата го разбира моментот на осигурувањето, знаете, тоа е гледано од македонска перспектива, како размислува еден политичар, значи многумина го сваќаат како неатрактивно, но тоа го сваќаат како неатрактивно затоа што име нејасен бизнисот. Оние кои што го работат бизнисот и тоа како знаат дека е ова интересен бизнис каде што можеш да циркулираш, но треба да ја разбереш тематиката. Затоа велам ние евидентно е тоа, ја гледаме и агенцијата дека некако сме поставени во одредена рамка, се тоа изгледа културно, па ако сакате и европски, но недостасува еден чекор за да видиме таму каде што сте вие сега. Бидејќи имаме аспирации како земја да станеме членка на Европска унија и нужно ќе биде да се приближиме на законската регулатива на Европска унија. Значи следниот чекор е имплементирање на нова законска регулатива. Што ни недостасува? Нов закон за осигурување. Што му фали ново сега? Па кажавме, значи овој ни вика дека работиме под режим на Солвентност 1. Новиот треба да пропише начини како компаниите ќе го рачунаат својот капитал и како ќе управуваат со ризици и како ќе го подобрат своето корпоративно управување. Има и уште еден момент према кој ќе треба ние како држава во поглед на осигурувањето да се приближиме. Тоа е нов стандард за известување, кој што е различен помеѓу земји членки на ЕУ и нон ЕУ, меѓутоа тоа е нешто допрва што би требало да дојде. Да кажем, доста работа на законска регулатива и на адаптирање на компаниите на законската регулатива, што сигурно треба да им се остави просторот од 2-3 години. Тоа менување на тој закон би удрил врз кревката македонска осигурителна, како сакате, бизнис фела? Бидејќи Солвентност 2 бара поголем одвојување на повеќе средства, колку што разбирам, или откажување од профитот, ставање, складирање на поголем број на средства. Ние ако ги гледаме бројките кои што се такви какви што се, така веројатно не е исто за Тригов Словенија и за некоја наша македонска. Сакате филијала, сакате осигурителна компанија. Ќе зголеми само капитализираноста на компаниите, бидејќи најголем дел од компаниите осигурителни во Македонија се дел од европски осигурителни групации, каде што тие нови стандарди веќе се имплементирани и живеат. Собствениците на компаниите, значи ќе треба да вложат дополнителен капитал во осигурителните компании во земјава, што на некој начин и воопшто не е лошо. Значи, не е тоа удар врз компаниите? Па не би кажала дека е удар, меѓутоа ние збориме за осигурителни групации кои што се, речам, може да се измерат со биланси од милиарди евра, така да сигурно тоа не е удар. Нормално, колку пари врати осигурителниот бизнис?
сакате во Македонија во Македонија кажавме 3 до 5 милиони евра годишно, меѓутоа во Европската унија колку во милиарди е осигурителниот бизнис, пари кои што говорам за обрат, не говорам за профити. Силни милиарди. Во силни милиарди. Значи, ние негде, според проценките оваа година, би требало да завршиме во Македонија негде околу 200-220 милиони евра премија. Во Хрватска... така? Не. Кумулативно. Кумулативно. Кумулативно вкупниот македонски пазар проценките се негде околу 220 милиони евра оваа година, од кои што околу 180 би отпаднале на неживотното осигурување и 40 на милиони на животното осигурување. Сега да ви направам споредба со Хрватска. Хрватска оваа година проценките се дека пазарот ќе заврши околу 2 милиарди евра. 2 милиарди евра премија за осигурување. Па Словенија? Па Словенија двојно повеќе од Хрватска. 4. И зборуваме за премија. Да. Зборуваме за премија. Значи, од продадени полиси за осигурување. Мислам, осигурителниот сектор е осигурителниот сектор во развиени земји е клучен столб во финансискиот систем. Која е најака земја кога е во прашање осигурувањето, говорам во Европската унија? Па силни европски земји се сигурно Италија, Шпанија, Франција, они имаат навистина високо учество на осигурувањето во бруто домашен продукт. Германија, да не ја заборавам. Германија, секако. Австрија е традиционална, да кажам, осигурителна земја. Ова да, оние кумулативни бројки од, како рековте, силни милиарди се да, на некој начин, добро, тоа се премии, но пак продадени премии, но пак е огромна сума на пари која што се врти во овој бизнис. Мета впечаток дека тешко лесно имаме многу малку луѓе кои што го разбираат бизнисот или? Во Македонија? Кај нас да. Дека на прсти можеме да ги изброиме. Мислам, дури јас сега го правам две интервјуа, пак ми е малку нешто ми е специфично, не ми е специфично, туку веројатно одбивам и да, знаете, да навлегуваш во тие процедури, некако тоа осигурувањето ми е не знам како да го објаснам, вас ви изгледа веројатно лесно. Па ја мислам дека во Македонија генерално има исклучителни професионалци. Еве сега дури кога можам да направам споредба, верувајте дека мене менталитетот и професионализмот на луѓето во Македонија ми недостасува. Вистина? Да, Македонија има прекрасни луѓе. Македонија има многу стручни луѓе, одлични професионалци, штета можеби што не се секога ставени на правилни позиции. Добро, тука... И тоа е тоа што можеби ние како земја би требало малку да го промениме. Во земјите во Европската унија таму е поприлично сурово, така што или те бива или не те бива, нема тука политичка партија, не политичка партија. Ако те бива, те зима, така. И големите компании се тепаат за човек кој што го разбира бизнисот и кој што може да придонесе во вкупниот профит на крајот од денот. Апсолутно. И не само што ќе се истепаат, туку и квалитетно ќе платат. Колку зима плата например, од колку се движи плата на прв човек во осигурување? Не ме интересира за кај вас, например, колку ви зимало прв човек на некоја групација, силна групација? На силна групација во Европска унија, која што не е во државна собственост, значи која што не е во државна приватна собственост, годишната плата може да се движи од 1,5 милиони до 2 милиони евра. Тоа е? Да, а во овие наши простори, да кажам, тие износи се значително по-ниски се. По-ниски, значително по-ниски.
милион и пол евра годишно е задоволително или може уште повеќе да оди? Па сега, видите. Јас сега како почнам зборите како сега само милион евра, па види Да сега го- ти, Да го оставиме тоа за Мгм. собствениците на компаниите да одлучуваат. Интересно во секој случај интересно и сега како велите вие го бележиме напредокот уште што ние треба да направиме, не говорам за оние солвентноста, кецот и двојката, туку уште што треба да направиме освен таа законска регулатива која што треба да ја прилагодиме, колку што треба да направиме во смисла на тоа како државата плива во овие води и како и помага или и одмага на овие компании. И како тоа функционира еве во земјите од Европската унија. Знаете, кои ќе бидат они сумите кои ќе ги бидат премии, милиони, милиарди, обичен човек вака кој ги гледа, веројатно и за државата е поприлично атрактивно да видиме што се случува. Сега вие ако видите 130 милиони евра профит за една година, опа. Да. Значи, што е тоа што треба да направиме? Дефинитивно да можеби погласно да зборуваме за потребата од даночни олеснувања во осигурувањето. Доста земји од регионот имаат, например, даночни олеснувања кај животното осигурување. Ние тоа го имавме, па се укина, постоеше некаков обид измината година, меѓутоа исто мислам Избори дека беа, па предлогот не остави. помина, меѓутоа државата и како може да помогне во стимулирање. И токму преку такви даночни олеснувања. Колку беше колку е како оди тоа даночното олеснување? Например, кај нас како е? Како беше? Кај нас, да кажеме конкретно сега зборуваме за осигурување на живот, зашто тоа нели е доста атрактивен производ Да. кој што треба да се развива. Ние имавме некаква законска регулатива во која кога правно лице плаќа премија за осигурување на живот за вработените, беа ослободени од персонален данок на доход. Што не е Тоа за уплатената премија за животно осигурување. И тоа е некое законско решение што често може да го видиме во земјите од окружувањето. Постоеше некаква иницијатива и за даночно ослободување кога компаниите плаќаат здравствено осигурување. Не сум сигурна, да бидам искрена, дали тоа се реализираше исто минатата година, меѓутоа тука навистина има простор што може да се направи секако ако има волја. А државата на крај на ден секако дека има голем интерес осигурителниот сектор да се развива, бидејќи средствата под управување кои што осигурителните компании ги имаат, на крај ги вложуваат во државата. Во најголем дел дел со купување на државни обврзници. Значи тоа е еден круг кој што сам по себе расте и се стимулира. Сега тешко или лесно е државата да се откаже од пари? Знаете, кога споменете даначно намалување, тие малку сега ќе имаат државен буџет од не знам 6 милиарди и сега да ги речете даначно малку намалување, де факто и се намалуваат и приходите, меѓутоа пак доаѓаме ние до оној круг за кој што зборувавте вие. Од една страна приходите ќе се намалат, меѓутоа од друга страна може да се зголемат токму поради циркулирање, да кажем, на средствата кои што акумулирано ќе бидат повисоки доколку нели постои даначно ослободување. Во Словенија, во Хрватска има данечно ослободување? Тамо како функционираат? Во Хрватска исто имаше, па го укина. За Словенија не сум сигурна. Да. Значи, тешко е веројатно да се убеди држава. Ете, да. Да се откаже да ја објасните дека ќе се откаже од приходите, ама ќе ги земе на друг начин. Па да, меѓутоа тоа е тема која што на маса е постојана. Еве пред месец дена во Хрватска баш преку Хрватското биро за осигурување се потегна една иницијатива токму во даночно ослободување за ризико животно осигурување. Значи тоа не е тема
која што е затворена. Ние како осигурители малку па ја ставаме на маса. Пак ќе кажем интересен бизнис. Што ја чека Македонија на патот кон Европската унија, освен ова што ги говориме ние веќе почнуваме, мораме да се прилагодуваме, нели, ова солвентност 1, 2, кез двојка, меѓутоа сигурно ќе има и други предизвици за овој бизнис меѓу другото. Иако сме развиени горе-доле, видите, и со агенцијата горе-доле сме прилагодени ние на тој бизнис, меѓутоа сигурно ќе има предизвици. На крајот од денот сме мал пазар ние. Дефинитивно силна промена во законската регулатива, поголема капитализираност на компаниите и промени во корпоративното управување. Што значи тоа сега? Тоа значи дека треба доста да се работи на јакнење на струката, на едукација и така натака и така натака. Имаме ние уште доста чекори треба да ги изодиме, меѓутоа мислам дека тоа не е само во делот на осигурувањето, можеби во секое подрачје, а придобивките се огромни. Јас ќе ви кажам само еден пример. Минатата година Хрватска оствари бруто домашен производ по жител негде околу 20.000 евра, значи бруто домашен производ по глава на жител. Вкупната економска активност во Хрватска минатата година, значи се зголеми за 12%. Најголем дел растот е предизвикан од употреба на ЕУ фондови и програми за развој на хрватското стопанство. Значи, све она што да речем малце ќе се помачиме во имплементацијата, сметам дека на долг рок тоа и такако за бизнисот, за развој на стопанството се одлични работи. Кој е поатрактивно, животното или неживотното осигурување? Јас сум животлија. Живот сигурување го сакам во најголем дел од животот. Животното, ами и ова ми значи. И камерата ми значи, и микрофоните ми значат. Да, значи, било животно или неживотно осигурување, и двата сегменти се исклучително значајни. И вие на почетокот добро кажавте кога осигурувањето најмногу ни треба, кога знаеме дека најмногу ни треба, тогаш кога нешто лошо ќе се случи. Многу е битно да се разбере дека подобро е да се откажете од 20 кафиња во текот на месецот. Сега у Македонија тоа сега ти како 20 кафе. Па не добро, али така живееме, значи на живот на кафе. Добро, ајде можеби треба да направиме споредба со нешто друго. Меѓутоа, кога ќе настане штета, разбирате колку осигурувањето не е скапо. Исклучително е битно, не само животот, автомобилот, станот. Исклучително е битно да се издвои некоја мала сума на средства од месечниот буџет, да семејствата се заштитат од многу поголеми трошоци во случај кога нешто ќе се случи. Зелениот картон не е под ваша ингеренција, тоа е под транспорт и врски, ние што видиме дајбе, тој зелен картон намалете ги, иако постоеше иницијатива, постоеше иницијатива за спојување на зелениот картон заедно со автоодговорноста. Меѓутоа и тука постојат разлики. Во Македонија не е либерализиран пазарот на автоодговорност. Значи цената е дадена, да кажем, од државата. Во Хрватска и во сите земји во Европска унија постои либерализација. Значи автоодговорноста се дефинира по пазарен принцип, понуда и побарувачка. Значи компаниите сами ја дефинираат цената на полисата од автоодговорност и таму се продава заедно со така наречениот зелен картон, иако во рамки на Европска унија нели зелениот картон не е применлив. Но вие во Хрватска, например, ако купиш зелен картон, значи можеш да се бираш, и не е како тука унифицирано, тука се бирам, која е поевтино, сега јас да го спуштам. Во склопе на полисата на автоодговорност. А овдека се уште се одвоени. Едно е
полиса за одвоена е. автоодговорност, едно И е сега да. регистрирав автомобил и знам дека одвоени, сите говорат за зелениот картон. И уште една друга тема, ја верував дека волку брзо ќе оди муаветот, исплати на пензија од втор стол преку животно осигурување. Што не чека? Малку тука да ја објасниме на луѓето. Ние во втор столб, трет столб, знаете, малку некако пребрзо ни дојде, иако ова се процеси од 2005-та, 4-та година, од која се тие приватни пензиски столбови. Ги објасниме малку на луѓето. Што? Вака би кажала, во Македонија се имплементираше закон пред доста години, мислам Македонија беше прва во имплементација на закон за исплата на пензиски модалитети од сите земји во окружувањето. Закон за тоа, ние сме во се први, ама Значи, и тогаш решението кое се имплементираше вели дека кога ќе дојде момент за исплата на пензија од втор пензиски столб, во исплатата на пензии може да учествуваат пензиските фондови, значи тие да ги исплаќаат пензиските ануитети на идните пензионери, или може да се врши преку компаниите за животно осигурување, преку рентно животно осигурување. Значи, вие сте осигуреник на втор пензиски столб, значи сте влегле при имплементација на законското решение во таа група, доаѓа момент на пензионирање и вие имате одредена акумулирана сума на средства. Што може да се користите? Што може да користите? Меѓутоа, како може да ја користите? Ќе ве прашаат. Сакате да останете во пензискиот фонд каде што сте биле и преку пензискиот фонд да ви се исплаќаат пензиски ануитети, или сакате преку компанија за животно осигурување, преку рентно животно осигурување. И може да се одбере, сакате доживотна исплата на пензија или може да кажете јас сакам следните 15 на години да ми се исплаќа тој износ. Сега, такво е законското решение. Во Република Македонија во 2027 година ми се чини почнуваат првите посериозни исплати на средствата од втор пензиски столб, значи на пензиите. Во 2027 година ние де факто треба да имаме определено решение како компаниите за осигурување ќе може да учествуваат во исплата на пензиски модалитети. Колку што мене ми е познато, тука немаме се уште пропишано јасна подзаконска регулатива. Добро ви е познато, дека ни е непознато. И на таа тема мислам дека кога ме прашавте што е тоа што треба да се спроведе, на таа тема исто ќе треба доста да се работи. Да повлечам паралела сега повторно со Хрватска. Во Хрватска компаниите за осигурување немаат се уште право да исплаќаат пензии од втор пензиски столб преку рентни ануитети. Постоеше иницијатива, меѓутоа еве пред недела дена сега осигурителите го кажаа своето мислење дека тоа е неисплатливо. Добро. Кои се предизвиците кои што не чекаат во 2025, односно кои што ве чекаат генерално во осигурителниот бизнис, вклучувајќи ги овде во Македонија, затоа што имаме драматични потреси кои што на светска политичка сцена, кои што несомнено и осигурителниот бизнис ги следи тие случувања, затоа што ние имаме неколку отворени војни. Што е оно што во 2025 може да се очекува во осигурителниот бизнис, освен тоа што ќе трептите да не се случи некоја невидена катастрофа, што е и логично. Големи дисторзии во билансите на осигурителните компании направи високата инфлација изминатите години. Значи, ние кога ги правиме нашите проекции, размислуваме за геополитички промени, што ги споменавте. Со нив секако не избежен растот на инфлацијата, како нас инфлацијата не удира, раст на цена на чисто кај осигурувањето од моторни возила, раст на цена на резервни делови, нас ни го поскапува износот на штетите што треба да ги платиме и автоматски треба да го поскапиме и осигурувањето. Климатските промени е тема која што
доста често ја анализираме. Поплави, масовни штети, катастрофални ризици и така натака. Така да би кажала завршно, да имаме една добра година во осигурителниот сектор во глобала, потребна е една макроекономска стабилност, потребно е да имаме предвидливи политики, да немаме шок во носење на определени регулативи кои што можат да го ударат осигурителниот сектор, бидејќи не секогаш ударот завршува кај осигурителите. Токму затоа законодавците треба да се многу внимателни. Бидејќи ги споменавте, за крај, бидејќи ги споменавте климатските промени, а не го споменав едно можеби од назначајните, барем кога е Македонијево прашање, земјоделското осигурување, колку тамо имаат луѓето разбирање за тоа осигурување, колку државата треба да влезе во тој вид или да помогне. Знаете, ние постојано, сега не знам дали тоа е едукација, информација, тој ќе насади, ќе го спушта баш буквално на ниско ниво, ќе насади некоја култура, едно невреме ја уништува целата култура. Може ли тамо да се впушти осигурителниот бизнис во тој дел? Како функционира во Хрватска? Тамо има маслинки, например. Осигуруваат, има земјоделско осигурување? Има земјоделско осигурување и ние бевме предводник, зборувам како Триглав осигурување во Хрватска, ние и Кроација осигурување, бевме предводници на пазарот до минатата година во поглед на осигурување на полјопривреда. Ние оваа година доста ги намаливме нашите апетити према тоа осигурување, токму поради тие штетни настани што се случија изминатата година. Сега ќе се вратам на почетокот на вашето прашање. Се додека државата ги покрива во одреден дел штетите што ќе настанат во земјоделското осигурување, земјоделците ќе немаат целосен интерес да се осигуруваат. Значи државата да прекине да ги субвенционира, ако добро сватив. Државата секогаш ќе ги субвенционира, никако да се разбере погрешно. Државата веројатно секогаш ќе субвенционира и треба да го прави тоа. Меѓутоа од друга страна треба да се стимулираат и компаниите за осигурување, има методи различни, да што повеќе имаат интерес да пласираат производи за осигурување на земјоделско производство. На крајот денот поентата е да ја заштитиме и културата и земјоделецот, за да не му пропадне бадијала цел, а трута е поприлично мачна работа. Така. Еден дожд, еден снег непланиран може да ви направи буквално да ви го уништи целиот труд и да ви пропадне цела година. Апсолутно е така. Ако се сеќавате после големите поплави во Грција пред година и пол, поради тие силни износи што државата мораше да ги обештети земјоделците, во Грција се имплементираше закон за задолжително земјоделско осигурување. Значи, тоа е тема која навистина има огромен простор да се разработува. Да, и тоа е веројатно тема, посебна тема каде што треба да видиме и да се разговара и како да се влезе, како да го најдат интересот сите, знаете, пошто и на осигурителната компанија како бизнис е малку предизвик, бидејќи тамо е многу голема веројатноста едно невреме да направи голема штета. Секако, со тоа што компаниите за осигурување, тие ризици од катастрофи ги реосигуруваат. И тоа не секогаш директно удира на билансите на компаниите за осигурување. Реосигурување е пласирање на дел од ризикот што осигурителните компании го носат на реосигурителни компании. Едноставно да кажам, осигурителната компанија проценува кои ризици и до кое ниво може да ги носи сама. Да кажем, од премија 100 единици за било која класа на осигурување, осигурителната компанија проценува со многу екзактни, да кажам, методи,
дека може од 100 единици сама да носи 80 единици и ризикот за тоа кога ќе настане штета да го покрива. Дел од таа премија ние пренесуваме према компании за реосигурување, да кога ќе стане штета, штета голема, поготово тие масовни штети, реосигурителната компанија покрија дел од штетата. За крај да се насмееме малку, 3 пати за крај, како цици сте вие осигурителните компании? Нешто кога Не ќе ми сме даде- цици. а? На вистина Кога не ќе сме одидеш така, цици. па чекај да ја се ми ја удри кога да па доаѓа проценител по ова, по она. Треба малку да се испоти за да си земеш пари. Па, јас мислам дека пак ќе кажам, најголем трошок што еден граѓанин може да го има, најголем трошок е да нема осигурување. Да. Убав завршеток, така што да се осигураме. Да. И животно и неживотно. Така е. И животот и ова што го гледаме овде. Бидејќи ова на некој начин е и животот ова. Јас барем од ова заработувам. Ми беше драго што бевте дел од бизнис муабети на Фактор МК. Јас ви посакал многу успех до кога сте овде. Претпоставам после божикните, овие православни божикни празници се враќате назад. Да, така, да, Стара така Нова е. година нема тоа, не Не, се не, слави во Европска унија. Многу успех, многу среќа понатаму, успех во кариерата, во животот. Благодарам уште еднаш што одвоивте време, колку 60 минути разговор. Вилма Учета Дузглевска, прв човек на Триглав осигурување во Загреб. Ви благодарам многу, ми беше навистина задоволство и што ме поканивте, што имавме денеска прилика да поразговараме. И уште еднашка на сите ваши гледачи би сакала да им посакам многу здрави и успех еве во новава година. Благодарам. Благодарам и вам, почитувани. Среќна нова 2025-та, убави божикни празници. Ќе се дружиме секако и во новата 2025 година. Благодарности до нашите пријатели од Форма Нова. Посетете ги нивните салони овде во Скопје во комплексот Годел. Имате салони во Куманово, имате во Штип, имате во Прилеп. Благодарности до нашите пријатели од Ангел Тренд, Хом Центар, неколку салони во Охрид, салони овде во Скопје. Тие се грижат за овој новогодишен амбиент, а благодарности на вас на Довербата. Бизнис муабети продолжуваат и во 2025 година на многу интересни теми. Секој е добро, се гледаме за 7 дена. Довидување.